Кулата на Водно конечно ќе проработи. По повеќе од 12 години од почетокот на изградбата од АЕК најавуваат дека таа ќе профункционира. Кулата е еден од најголемите инфраструктурни проекти во Скопје во изминатата деценија. Председателот на Комисијата за електронски комуникации Орце Симов вели дека преостанува уште добивање на дозволата, за која верува дека ќе биде до крајот на месецов. Сите градежни активности за правење на кулата се завршени, останува уште да се спроведе постапката за употребна дозвола и потоа телекомуникацијската кула ќе биде ставена на располагање на нејзините корисници, а тоа во првиот момент ќе биде македонска радиодифузија, мобилните оператори, војската и полицијата. Освен телекомуникацијската функција, во објектот содржи административни простори, а на неговиот врв е предвиден панорамски ресторан со поглед кон Скопје. Во неа има и 4 платформи кои што имаат големина од по 200 квадрати, кои што ќе ги користат субјектите кои што ќе имаат нивна опрема на незе, а последната ќе биде користена за туристички цели, односно за луѓе, за туристи кои што ќе сакаат да уживаат во пиење кафе или некој друг пијалок на врвот на Водно. Симов откри дека проектот е пријавен за учество на Светскиот фестивал на архитекти 2026, каде ќе конкурира за меѓународно признание во областа на архитектурата. Кулата на Водно почна да се гради во 2013 година и представува еден од највисоките објекти во државата. Според податоците таа е висока 155 метри, изградбата траеше повеќе од 12 години, а чинеше 18 милиони евра.